Благодарам, председателе. Моето процедурално е во однос на квалификациите и дискусијата на колегата Крмов, затоа што вчера имавме координација по однос на ова прашање и ние најавивме дека ќе има повлекување на материјалот од причина што имаше потреба да се доуредат одредени надлежности во Министерството за информатичко општество и администрација, од кое што произлегуваат два правни субјекта во делот на надлежностите на двете нови министерства. И тоа не е толку битно, затоа што колегата Крмов укажа како сме можеле да направиме, меѓутоа не кажа дека имаме право да го направиме тоа и во скратена постапка, согласно членот 175. Зошто е скратената постапка? Затоа што Уставот не обврзува на одредени скратени рокови од причина што материјата за која што зборувавме, а вие не успеавте да ја разгледате, ја виде цела Македонија и добивме 500.000 гласа поддршка за овие реформи кои што ги ветувавме на граѓаните. Легалитетот и легитимитетот доаѓа од таму. Врз основа на членот 90 на Уставот, кој што вели дека мандатарот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот, на собранието му поднесува програма и предлага состав на влада, вие сакате 10 дена да ви доставиме материјал и да разгледувате. Тоа, почитувани колеги од левица, нема да се случи, барем во оваа постапка, затоа што ветувањето кое што е дадено пред граѓаните, а тоа е функционални министерства, рационализација и ефективност на истите, ќе се случи ден порано. Јас ја разбирам вашата потреба од визибилност и вашата потреба и да се појавите и да кажете нешто контра затоа што останувате во опозиција, меѓутоа сметам дека тука не сте во право. Ние никаде не го прекршивме деловникот, точно е дека првата седмица ја правиме по скратена постапка, меѓутоа и точно е дека го почитуваме деловникот, а тоа материјалот за да се одржи овој месец е поднесен во првите 5 работни дена. Има одредени факти во деловникот кои што заедно го носевме, бевте присутни и вие тука во деловникот, меѓутоа од различни страни бевме во времето на носењето на деловникот, како и да е, ќе го прочитате и ќе видите дека нема кршење на деловникот. Скратената постапка е поради уставните рокови кои што не дозволуваат да оставиме 10 дена дополнителни за свикување на седница, а потоа и можноста да го пробиеме рокот од 20 дена од редовна дискусија на парламент. Благодарам.